Во Ѓуешево, Бугарија, конечно беше потпишан договор за Македонија и Бугарија заеднички да го градат меѓуграничниот железнички тунел на коридорот 8. Параф на документот ставија вице-премиерот Александар Николовски и неговиот бугарски колега Гроздан Караџов. На железничката станица во Ѓуешево, Караџов дојде со воз да го пречека Николовски. Тие се согласија дека изградбата на тунелот ќе значи многу за подобрување на меѓусебните политички и економски односи и ќе значи многу не само за зголемување на трговијата, туку и од безбедносен аспект кога е во прашање НАТО алијансата. Тунелот од граничниот премин Деве Бајр до преминот Ѓуешево ќе биде долг 2,4 километри, од кои половина се на македонска, а половина на бугарска страна. Во наредниот период работни групи од двете држави ќе ги утврдат деталите и условите за распишување на меѓународен тендер за избор на изведувач на градежните работи. Проектот во целост ќе биде финансиран од Европската комисија. Овој коридор е многу значаен, затоа што ова е коридор кој што ќе е од помош и поддршка и на НАТО алијансата со цел да може да помогне на Украина да ја одбрани својата сувереност и својата независност и територијална целовитост, нешто што е исклучително значајно за сите нас. Затоа ќе работиме многу сериозно, ќе работиме многу посветено и се надевам дека за брзо време ќе ги видиме резултатите. Јас во принцип не сакам да давам ветувања, но она што можам да го ветам е напорна работа, посветеност. Забрзуваат работите на пругата од бугарска страна. Караџов информира дека Бугарија ќе потроши 1,2 милијарди евра за изградба и реконструкција на 4 делници долж коридорот 8, од граница до Ѓуешево, од Ѓуешево до Кюстендил, од Кюстендил до Перник и од Перник до Софија. Првиот, како што кажав, за време е последните 2,4 километри од овде, од оваа станица до граничниот премин, до местото каде што ќе биде граничниот тунел и средствата се обезбедени од програмата Транспортна поврзаност и делумно од бугарскиот национален буџет, а другата делница која што е во процедура и предстои одново избор на извршување и исклучување на договор, тоа е Перник Радомир. Од Европската комисија се задоволни што согласноста за заедничка изградба на железничкиот тунел постигната во Брисел летово се преточува во конкретен договор. Европската унија го поддржува зацврстувањето на соработката меѓу вашите земји и заедно со партнерите Европската унија обезбедува значителна финансиска помош за овој проект и навистина сметаме на вашето лидерство, а тоа на што сведочиме денес. Тоа ни е потребно за договорот да биде навремено спроведен. Изградбата на тунелот покрај на коридорот 8. Железничкиот дел од коридорот 8 во Македонија се гради во 3 фази. Првата од Куманово до Белјаковце беше пуштена во употреба во јануари годинава. Втората фаза од Белјаковце до Крива Паланка се гради и треба да финишира во октомври 2026 година. Николовски вели дека има проблеми со изведувачот, но дека се надева дека тие ќе се решат. Третата фаза од Крива Паланка до граничниот премин Деве Бајр е најпредизвикувачка за изградба поради непристапноста на теренот. До декември треба да биде распишан тендер за избор на изведувач на градежните работи. Вкупната сума за изградба на железницата долж коридорот 8 во Македонија ќе изнесува најмалку 810 милиони евра. Со потпишувањето на договорот за реализација на прекуграничен железнички тунел од преминот Деве Бајр до преминот Ѓуешево се откочува процесот на целосна реализација на железничкиот коридор 8. Со ова се подобруваат билатералните односи меѓу Македонија и Бугарија, а ќе се зголеми и трговската размена меѓу двете земји. Од Ѓуешево, Бугарија, за Алфа телевизија, Тања Попова.